Во името Исусово зборува и денеска, татко мој. Должен сум како молитвен војник, како Исусов сотрудник, да ви пренесам. Нема благослов во земја, во Македонија, која не го штити, не се грижи за својот народ. Нема благослов во земја која не се грижи за болните, гладните, осамените, инвалидите, која ги остава луѓето да умираат. Нема благослов во земја која се откажува од својот народ, не го штитиш својот народ во соседството, не го љубиш својот брат и излегуваш од царскиот закон на љубовта. Нема земја во која крадењето се остава, криминалот, дрогата, проституција, се шири омразата. Нема благослов. Не си избран да го водиш народот за да крадеш, лажеш, да потпишуваш лажни договори, да не се грижиш што твојот народ во соседни земји е потлачен, не се признава, се враќаат луѓе од граница. Не си поставен за тоа. Запомни, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Ако си избран, поставен да го водиш овој народ, треба да се жртвуваш за својот народ. Не да го оставиш и да го продадеш. И затоа во Македонија и покрај сите благослови, вода, клима, пазете, плодна земја, оставен народот во сиромаштија и луѓе кои се бават со злото, слуги на сатаната, кои слепи ве водат во јама и ве тераат да се поклоните на сатанскиот свет, наместо како македонци избрани, запишани во словото кое не се бриша, да кажете не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Македонија е враќам во Исусова собственост. Бегај од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе. Амин до Царството Божјо. Љубовта Исусова да ве преплави сите.